студиото со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добар ден. Во вестите на Сител во 16 ќе гледате. Многу повеќе заболени, но и починати од западнонилска треска годинава во споредба со лани. Министерството за здравство со упатство за пациентите со автоимуни заболувања, како и локации на легла на комарците и случаи на заболени. 109 договорци на дело од Тетово добија решенија за работа во здравството, но голем дел од 1500 ангажирани со договор на дело во сите здравствени институции и по 10 години чекаат да им се реши статусот. Почна изградбата на автопатот Скопје-Блаце. Мицкоски вели повеќе од 2 децении се ветувало, а актуелната влада за 2 години го почнува автопатското поврзување со Косово. Филипче ги критикува плановите за дата центри. Со него не се согласува министерот Андоновски, но и предходниот премиерот СДСМ Ковачевски. Позитивни се најавите од Брисел за промена на механизмите при процесот на проширување, смета вице-премиерот Сали. Земјава е фокусирана на реформската агенда со рокови до 2028. 14 новороденчиња загинаа во пожар во државната болница во главниот град на Пакистан, Исламабад. Од Сителовите репортери на теренот, Сања Димитровска за состојбата со епидемијата од западнонилска треска. До 13 часот денеска се регистрирани вкупно 14 пожари на отворен простор, од кои 5 се активни, 3 се под контрола, а 6 се изгаснати со општи центарот за управување со кризи. Активни пожари има во општините Студеничани, Зелениково, селата Моране, Вртекица, Рамни, Габери, Кракот кон село Палиград, како и над село Вражале, општина Зелениково, каде гори мешана шума. Во општините Гостивар и Македонски Брод, огнот од село Трново се шири кон селата Битово, Заград, Истрајане и гори нискостеблеста шума, ниска вегетација, пасиште и папрат. Во општина Росоман пак горат лозови и овошни насади кај село Манастирец. Во Зелениково кај село Тисовица гори мешана шума и ниска вегетација и во општина Чашка над селото Нежилово гори ниска вегетација и смреки. Жестината со која се појавуваат пожарите на отворен простор не се намалува. Во текот на вчерашниот ден имавме најмалку 31, од кои што безмалку сите се предизвикани од човек, најголемиот дел од нив ненамерно, од небрежност, но одреден број на пожари се предизвикани намерно, односно сумисла. Сите институции работат на откривањето на сторителите, но уште еднаш го повторувам апелот до граѓаните да го пријават секое сомнително однесување, особено жителите кои што се наоѓаат на подножието на планината Китка, односно посед Драчево, на територијата на општина Студеничани, бидејќи имаме индиции дека токму тука одредена група намерно, секојдневно, повторно го распалува пожарот, кој што ние упорно се обидуваме да го изгаснеме. Во текот на денешниот ден действуваме со ер-тракторите на дирекцијата, како и со полицисти од хеликоптер. На неколку правци е постигнат значаен напредок, во овој момент не е загрозено ниту едно село кое што се наоѓа околу линијата на пожарот. Многу повеќе заболени, но и починати од западнонилска треска годинава во споредба со лани. Министерството за здравство издаде ажурирано упатство за лекарите на одредени клиники и за матичните лекари да свртат внимание на пациентите со автоимуни заболувања, чиј тест може да биде лажно негативен. Каде се лоцирани леглата на комарците и случаите на заболените во живо, прашувам Сања Димитровска. Токму така, Тино, се наоѓаме под мостот Обединети нации, покрај течењето на реката Вардар помеѓу Карпош 4 и Влаена. Нешто повеќе од 500 метри овде по течењето на Вардар е лоцирано потенцијално легло на комарци. Тоа е мапирано и е обележено на интерактивна мапа која што денеска ја презентираа здравствените власти. Таа мапа е достапна на јавноста и со тоа граѓаните, жителите на Скопје ќе знаат каде се наоѓаат тие потенцијални легла на комарци, нема да се движат во тие предели, односно ќе биде како еден вид на мерка за заштита од западнонилската треска. На интерактивната мапа која што беше објавена се обележани, се означени 34 потенцијални легла на комарци, 13 од нив се со црвени крупчиња, односно тие се како високоризични. По течењето на реката Вардар има 3 такви потенцијални легла на комарци. Такви легла има во каналите во Студеничани, во Сарај, во Батинци, легла на комарци има
на езерото Треска, има на Матка, има во општините Зелениково, Газибаба, Драчево, односно како што нагласивме 34 потенцијални легла на комарци кои што се достапни во јавноста на интерактивна мапа што ја објавија здравствените власти. Исто така на оваа интерактивна мапа се обележани, односно ги има и бројот на заболени, бројот на хоспитализирани, колку пациенти се веќе пуштени на домашно лекување, односно колку се наоѓаат во здравствените установи, и сите оние кои што сакаат самите алатки кои што ги има на таа интерактивна мапа може точно да видат од кои општини се заболените, меѓутоа и каде точно и конкретно се наоѓаат оние легла на комарци кои што се означени на интерактивната мапа. Исто така денеска здравствените власти информираа и дека оваа година во споредба со истиот период лани имаме драстично многу повеќе и заболени и починати од западно-нилска треска, бидејќи минатата година, односно во 2025 имало само 2 регистрирани случаи на западно-нилска треска, за разлика од сегашните, односно до овој момент 50 потврдени, меѓутоа и 3 сомнителни кои што се хоспитализирани на клиниката за инфективни болести, за кои што се чекаат резултати. Какви други препораки и што друго кажа денеска министерот за здравство, да погледнеме во прилогот што го подготвивме. Тројца сомнителни на западно-нилска треска кои се хоспитализирани на инфективна ги чекаат лабораториските анализи, а 6 мина од заразените поради сериозните компликации се на одделот за интензивно лекување. Министерот за здравство информираше дека од 50 до сега потврдени случаи на вирусот, 25 веќе се на домашно лекување. Освен од Скопје, вчера имаше и прв заразен од Куманово кој е во тешка состојба. А епидемиолошката анкета треба да покаже кој дел од течението на пчиња е можен извор на заразата. Издадовме ажурирано упатство за лекарите на одреден број клиники на матичните лекари да свртиме внимание на пациентите со имуносупресивна терапија, кои може да бидат потенцијални проблематични случаи со западно-нилската треска, вирусот на западно-нилска треска, и посебно обрнување на внимание кај нив, бидејќи дел од тестовите може да бидат важно негативни и се препорачува употреба на неколку теста за да се потврди западно-нилската треска. Лани истиот период имало само 2 случаи на западно-нилска треска, а годинава регистрирани се 50, што е исто како вкупниот број на потврдени во претходните години. Здравствените власти велат дека не може едноставно да се објасни ваквата циркулација на вирусот, ниту пак кога ќе заврши епидемијата. 33-та недела имавме 11 случаи. Од тогаш бројот, мислам, се намалува, во 34. Од денеска на јавноста е достапна интерактивна мапа на која освен состојбата со заболени, означени се и местата кои се најризични за ширење на вирусот. Има 34 потенцијални легла на комарци во 9 општини, од кои 13 се високоризични. Надлежните велат дека досега по индикации имало вонредно прскање во 6 од нив, а и понатаму ќе продолжат со истите активности. Сања Димитровска, Сител телевизија. 109 договорци на дело од Тетово добија решенија за работа во здравството, но голем дел од 1500 ангажирани со договор на дело во сите здравствени институции и по 10 години чекаат да им се реши статусот. Парадоксално, но работат во здравство, а нема здравствено осигурување. За кочење на целиот процес се одговорни повеќе институции. Посветеноста е тука и се надевам дека целиот процес ќе го завршиме до крајот на годината, вели министерот Клековски. Требаше да се вработат уште во април лани, но се уште немаат решен статус. Голем дел од околу 1500 лица ангажирани со договор за дело во здравството и понатаму чекаат решенија за вработување. Речи си да нема клиника и болница без договорци. Повеќето средномедицински и административно-технички кадар, кои работат и по 10 години во неизвестност дали месецот ќе земат плата, а при тоа извршуваат исти задачи како и нивните вработени колеги. Дополнителен парадокс е што работат во здравството, а немаат здравствено осигурување.
Според властите, долгите административни процедури со давањето согласности од фондот и Министерството за здравство, а клучното од финанси, а потоа и конкурсите го кочат целиот процес. Таков беше примерот и во клиничката болница во Тетово, каде по 2 неуспешни огласи. Вчера им беа врачени решенија на 109 договорци. Но таква среќа се уште немаат ангажираните со договор за дело на токсикологија, неврохирургија, детска клиника, клиничката болница Битола, болницата во Велес и во многу други јавни здравствени установи низ цела Македонија. Политичката волја е јасна. Сите вработени мора да бидат со социјално осигурување, договорите на дело може да бидат исклучок, а не правило. Посветеноста да го завршиме тоа е тука и се надевам дека ова година ќе биде комплетирана. Морам да кажам дека во некои здравствени установи имаат вработувано нови договорци, што не е во согласност со насоките и договорите што постојат со тие здравствени установи. Министерот се надева дека до крајот на годината ќе заврши и процесот за вработување на 300 приватни специјализанти. Александар Динев, Сител телевизија. Почна изградбата на автопатот Скопје-Блаце. Мицкоски вели повеќе од 2 децении се ветувало, а актуелната влада за 2 години го почнува автопатското поврзување со Косово. Филипче ги критикува плановите за дата центри. Со него не се согласува министерот Андоновски, но и претходниот премиер од СДСМ Ковачевски. По повеќе од 20 години започна изградбата на автопатот Скопје-Блаце. Премиерот Мицкоски на Камен Темелникот изјави дека повеќе од 2 децении се ветувало, а актуелната влада за 2 години од формирањето го почнува автопатското поврзување со Косово. Автопатот е со должина од 10,5 км и е на исклучително тежок терен. Се очекува да биде готов за 4 години. На отпочнувањето со работите беше присутен и косовскиот премиер Албин Курти. По години чекање, машините конечно влегуваат на трасата Скопје-Блаце. Почна изградбата на автопатот долг 10,5 км, кој треба да го смени патувањето кон Косово со 5 тунели и 8 мостови на еден од најтешките терени за градење во земјава. Според најавите ќе биде готов за 4 години, за да се спои со веќе изградените 1,5 км во близина на граничниот премин Блаце. Станува збор за важен инфраструктурен проект, бидејќи овој проект треба да го поврзе Скопје со граничниот премин Блаце и понатаму со Косово, држава која што важи за важен трговски партнер на Македонија. Се класифицира во најкомплексните градежни проекти, бидејќи на мало растојание ќе има многобројни тунели, мостови и галерии. Автопатот ќе има 2 коловозни ленти, секоја по 2 сообраќајни ленти и лента за застанување со вкупна ширина од 27,5 метри. Надлежните најавуваат дека автопатот Скопје-Блаце ќе го скрати времето на патување, ќе зголеми безбедноста и ќе ги намали трошоците за одржување на возилата, а постојниот пат ќе остане како алтернативна врска за локалното население и другите граѓани. Во рамки на автопатската траса се проектирани голем број на објекти. Па така, со проектот се предвидуваат 5 тунели со лева и десна цевка, 8 мостови, 11 потпатници, 4 галерии, 9 потпорни зидови или околу 40 објекти кои што ги нарекуваат градежниците. На денешното поставување на камен темелник присутни беа премиерот Мицкоски со својот косовски колега, кој одговорниците испрати заедничка порака дека ваквите проекти ја зацврстуваат врската и соработката меѓу двете држави. За сите нас е историски проект кој што во вистинска смисла на зборот историски изминативе повеќе од 2 децении ни беше представуван дека само што не почнал да се реализира. Но еве денеска сите сме овдека присутни сведоци на почетокот на реализацијата на овој проект, нешто што оваа влада го имаше како свој приоритет пред нешто повеќе од 25-26 месеци кога беше избрана во Македонското собрание. Важноста е повеќе од инфраструктурата, освен што ќе се скрати дистанцата, ќе се олесни протокот и ќе се создадат нови можности за соработка за граѓаните и економиите на нашите две земји. Ние сме две држави кои имаат висок проток на граѓани,
од двете страни на границата. Семејствата, студентите, работниците, професионалците и нашиот бизнис се движат секој ден помеѓу Косово и Северна Македонија. Автопатот Скопје-Блаце ќе донесе дополнителен развој и силно поврзување на државата, порача денеска министерот за транспорт и врски. Иако во километри делницата е кратка, во што кажате доста комплицирана, но со завршувањето на оваа делница ќе имаме целосно автопатско поврзување помеѓу Скопје и Приштина, но исто така го отвараме Скопје и Македонија кон најмалку 2 пристаништа. Ова е алтернативно поврзување со пристаништето од Рач, но исто така и поврзување со пристаништето Бар. И додека владачките партии славеа за отпочнувањето на поставувањето на камен темелникот, опозицијата критикува дека власта се фали со нивен проект. Пред 2 години Вреди и нивните политички партнери го напаѓаа проектот како премногу скап и несоодветен. Денес без да ја сменат ниту трасата, ниту проектот, откако непотребно го одложија повеќе од 2 години, единствените работи што се промениле се 2 години доцнење околу 30 милиони евра повеќе од парите на граѓаните, реагираат од ДУИ. Финансирањето на автопатот е обезбедено преку заем од Европската банка за обнова и развој во висина од 167,6 милиони евра, грант од рамката за инвестиции за Западен Балкан од 30,82 милиони евра и дел од буџетот на владата. Габриела Лескова, Сител телевизија. Лидерот на СДСМ Филипче децидно против плановите за отворење дата центри и покрај тоа што премиерот Мицкоски ги нарече нова нафта за економскиот развој. Слично на него размислува и поранешниот премиер од СДСМ Димитар Ковачевски, кој со сарказам го опиша одбивањето. За министерот за дигитална трансформација Андоновски, СДСМ и Филипче ќе бидат против се во оваа држава само за Македонија да не успее. Општина Пехчево едногласно одби на низина територија да се гради дата центар. Но ова одлука брзо ја разгоре политичката и јавната дебата во земјава. Додека премиерот порача дека дата центрите се новата нафта за економскиот развој и обвини дека одредени структури намерно го кочат напредокот на Македонија, реакциите остануваат поделени. Основната дилема што ја загрижува јавноста е како овие центри ќе го променат секојдневниот живот преку потрошувачката на струја, вода и заштита на животната средина. Според опозицијската СДСМ, ризиците се преголеми. За непречено ладење на овие центри се потребни огромни количини вода, што директно ги загрозува земјоделците и нивните ниви во сушни периоди. Покрај водата, овие објекти се гигантски потрошувачки на електрична енергија. Ова го отвара прашањето дали Македонија ќе стане зависна од дополнителен увоз на скапа струја. Овие дата центри трошат огромен капацитет на струја. Дали тоа значи дека поради тоа што струјата ќе се троши повеќе, ќе поскапи? И дополнително на тоа, ќе зависиме од дополнителен увоз, пошто оваа власт и тоа како добро е позната, имајќи предвид дека производствените капацитети во државата работат полошо од било кога во историјата на земјата. Но додека лидерот на СДСМ алармира за водените и енергетски ризици и објави документ од информации на компанија која тврди дека за дата центар во земјава веќе има обезбедено електрична енергија и пристап до реката Вардар, како и одобрение од владата, неговиот сопартиец и претходник Димитар Ковачевски се огласи на социјалните мрежи со поинаков тон за одлуката во Пехчево. Имала среќа Америка што Пехчево не е во Силиконската долина, а богами и Кина што Пехчево не е во Шангај. Што би правеле денес со вишок од вода, напиша Ковачевски на Фејсбук. Прашан за ваквиот статус на својот претходник, Филипче порача дека СДСМ е демократска партија и дека секој член има право на сопствен став. Според министерот за дигитална трансформација пак, СДСМ и Венко Филипче ќе бидат против се во оваа држава, само Македонија да не успее. Подготвени се да бидат и против нови вработувања, само Македонија да пропаѓа како што пропаѓаше 7 години. Се покажа во минатото на неговиот патрон, чија одлука е да работи се спротивно на македонските граѓани и националните интереси. Но ние ќе продолжиме да работиме за иднината и напредокот. За нивно жалење, ќе има и нови инвестиции во високи технологии и ќе се развива Македонија во дигиталната сфера. Тоа никогаш нема да значи компромис со животната средина, воздухот и водата, напиша министерот Андоновски на социјалните мрежи. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Позитивни се најавите од Брисел за промена на механизмите при процесот на проширување, смета вице-премиерот за евроинтеграции Беким Сали. Последните најави од Брисел за зајакнати механизми за проширување на Унијата се позитивен сигнал за македонската влада, оценува министрот за европски прашања Беким Сали. Според него владата во моментов е фокусирана на спроведување на врските од реформската агенда во поставените рокови до 2028 година. Иако Македонија добива пораки дека ја следи динамиката на исполнување, вели потребни се интензивни чекори за реализација на обврските.
Ние во моментов работиме на проширување на реформската агенда, што значи дека имаме позитивна порака од Европската комисија дека Северна Македонија го следи патот и динамиката на договореното кој што е во низиниот пат кон европска интеграција. Со пораките дипломатите ни укажуваат дека мора да работиме понапредно и понапорно за исполнување на тие чекори. Позитивно го гледам тоа. Значи, комуникацијата со Европска комисија ни е на одлично ниво и се трудиме ние како институции да одговориме на време. Ресорниот министер вели дека намаса се уште нема никакви насоки за менување на критериумите, а комуникацијата со европските институции во моментов е на одлично ниво. Критериумите за членство се уште не се дефинирани. Значи се зборува за еден период кој што би требало да се издефинира после 28 година и ние следиме напорно во постојана комуникација каков ќе биде текот. Се уште ниту еден официјален да кажам документ или па разговор нема во аспект на новите критериуми како би било новата фаза. Ние се уште работиме во агендата која што треба да завршиме 28 година. Опозицијата пак повторно го обвинува премиерот Мицкоски дека и врти грб на Европската унија, ја оддалечува земјата и го блокира европскиот пат, додека испраќа поддршка за американската администрација. Мицкоски сака да каже дека Македонија наместо во ЕУ треба да биде во релација само со САД, нашиот најважен стратешки партнер. Некој треба да му објасни на Мицкоски дека оваа приказна за спинување на блокирањето на ЕУ падот и целосна изолација на земјата не поминува со оваа теза. Членството во ЕУ и стратешкото партнерство со Америка меѓусебно не се условуваат, напротив се надополнуваат и создаваат синергија во интерес на Македонија, регионот и пошироката европска безбедност. Македонските институции во моментов работат на пакет од 50 на чекори, за кои роковите за исполнување се уште се отворени. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител, телевизија. Какви се очекувањата од престојот на премиерот Мицкоски на Генералното собрание на Обединетите нации во САД? Дали е можна средба со Трамп? Какви договори ќе се потпишат и што значат? Може ли стратешкото партнерство со Вашингтон да помогне и во евроинтеграциите? Тема на денот со поранешниот амбасадор во САД Васко Наумовски. Секое 10-то дете на возраст од 12 до 17 години било изложено на сексуална злоупотреба преку интернет. Истражувањето презентирано денеска проценува дека од овој тип злоупотреби засегнати се околу 12.000 деца во земјава. Скоро 80% од сторителите биле лица од опкружувањето на децата. Најчесто злоупотребата се случувала преку Инстаграм, Снепчат и ТикТок. 1 до 10 деца во Македонија на возраст од 12 до 17 години било изложено на сексуална експлоатација и злоупотреба преку интернет. Ова го открива извештај на меѓународен истражувачки проект за злоупотреба на деца преку дигитални технологии. Најчеста форма било изложувањето на сексуална содржина без согласност, како и барањето децата да испратјаат интимни фотографии или видеа. Документот кој денеска беше презентиран проценува дека во земјава од овој тип злоупотреба засегнати се околу 12.000 деца. Според истражувањето, скоро 80% од сторителите биле лица од опкружувањето на децата. Момчињата и девојчињата подеднакво се засегнати. Злоупотребата ретко ја вршат непознати лица и во повеќето случаи сторителот е некој што ме познат на детето. Тоа е пријател, интимен партнер, познаник или член на семејството. Најчесто злоупотребата се случувала преку Инстаграм, Снепчат и ТикТок. Последиците од сексуалната експлоатација преку интернет според надлежните биле сериозни. Децата имале 11 пати поголема веројатност да се самоповредат и 12 пати поголема веројатност да имаат самоубиствени мисли и однесувања. Иако скоро 90% од децата кои биле опфатени со истражувањето на некого кажале што им се случило, само 1% тоа го пријавиле во полиција. Овој извештај ни помага да ја согледаме реалната состојба во нашето општество, како се однесуваат младите онлайн, кои ризици се најчести и каде институциите треба да интервенират поефикасно. Од УНИЦЕФ предупредуваат дека големата разлика меѓу бројот на деца кои доживеале злоупотреба и бројот на оние кои пријавиле укажува дека најголем дел од случаите остануваат сокриени.
Срамот, стравот и заканите од сторителите според нив ги спречуваат децата да побараат помош. Зоран Јаневски, Сител телевизија. А1 Македонија слави 7 години со нова комуникацијска платформа, која компанијата ја заокружува со пораката Твој А1. По повод роденденот, компанијата воведува и специјална понуда за корисниците на тарифата А1 Combo L и премиум смартфони по роденденски цени. А1 Македонија слави 7 години со нова комуникацијска платформа, која компанијата ја заокружува со пораката Твој А1. Оттаму вела дека во фокусот се луѓето и нивните потреби, а технологијата треба да биде во нивна служба. Само овие 7 години инвестиравме 250 милиони евра во технолошки платформи, технолошки решенија и тоа све за цел за да го подобриме квалитетот на сервисот, квалитетот на нашите услуги, нормално за врвно корисничко искуство. По повод роденденот, компанијата воведува и специјална понуда за корисниците на тарифата А1 Combo L. Тие добиваат 7 месеци пристап до стриминг услугите Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus Stream. Корисниците на А1 Combo можат да изберат и премиум смартфони по роденденски цени, iPhone 17 за 1499 денари месечно или Samsung Galaxy S26 за 999 денари месечно. Сакаме на македонските семејства да им овозможиме повеќе забава, повеќе дружење, навечер кога се сите заедно пред телевизорот да можат да изберат било каква содржина која што во тој момент им изгледа атрактивна. Технологијата не движи напред, но она што вистински вреди, не поврзува. Филато да е. Мартин Арсов, Сител телевизија.